И пошто сме нели така топол народ, дури времето затопля, се слечиме малце на куси. Арно му текна. Сам добра, аз разбирам дека има луѓе што не видеа зима што плачат за скијање и стварно сочувствувам. Ама пак ми се чини дека има поќе луѓе што плачат на море додат малце. На ензеро, да и брцнат ноџината, да прочитат некој книџи од тие 3 за 100. Зато викам, нека затопли, нека шета народо, нека ужива. Што има врска војни што се водат низ свет? Забавам па, носи е нивна работа таму. Битно ние малце прошета. И би било супер да може. Арно ма испаѓа и да сакаш да одиш негде, не можеш. Оти ќе речиш. Ти не можеш бензин да си туриш, бат. Нема нафта. Оти што мислевте нема зборам за ова? Мислевте ќе ви простам? Омина прочка, ватина. Само дај прво да си ја маниме шпицата ние, па да си го направиме муавет. Ајде, бате, пуштај. Добро бе, вие од нафтената индустрија, што мислите ние луѓето, нафта пиеме? Не вие срам бе. Сам јас разбирам дека сте вие најголемите компании финансиски и со влијание и сите марифе. Ма баш што треба да значи дека имате најголема одговорност пред луѓето, пред потрошувачите што ви ги прат пари. Мене јасно ми е дека вие си имате направено еден монопол, бидете луѓе шо е ова? На шо личи ова што се дешава по бензинските? А најават поскапување на нафтата од нареден ден и автоматски секнува сегде по бензинските. Немавате. Некој ти кажува дека нема, некој директ лентата шак демек затворени, немаме ние. Абе се нема, сиромаштија, знаеш како? И нема, и опко ќе чкрапни цената поголема, автоматски се пушта чешма. Ја мајка, како бе така наеднаш заима сега, што подземно да нимате наместено некој чешмули се оп ќе отчепи. Нити цистерна дошла во меѓувреме, нити ништо. Како ви дојде така нафтата наеднаш? Пошто нели сигурно вие не чекате да се поскапи цената па да продавате по поскапа цена за поќеќа. Нема шанс. Еве ти се муавет. Чисти муавет. Абе како не ви е срам море. Си играт играчки со народ. Пошто јас разбирам војни чуда нормално дека ќе игра цената. Ама ќе игра цената со следната нафта што ќе треба да се купи, не со таа што е веќе купена тука. Ако веќе трошиме резерви, човечкото нешто би било тие резерви да бидат по таа цена по која биле наменети да бидат. Арно знаеш како? Кој те праша ти прат? Тие ги си ја направат цената како што му чини па ти како сакаш. И ако веќе ја менваш цената на тие резерви што ги имаш, мени одма бе бате. Или ако веќе не ја менвате одма, стајте и луѓето нека си турат колку што сакат да си турат. Шо муаве дето ќе чекам јас 3 сати негде на бензинска и ќе стигнеш на ред и ќе ти речат само зилјадарче може. Ја мајката. И оти само зилјадарче, оти димало за сите. Ами јас си дојдов во редо, прв дојден, прв услужен. Шо не си дошол и тој некој во редо да чека? Ама то не е да има за сито ти ќе секни нафтата. Тоа е да имаш до утре кога ќе рипни цената си туриш пак. Оти иначе нема подолго време да си туриш. Зато така прат. Пошто се е бизнис бе бате, на никој не му е гајле за народ. И тоа е безобразлук не види. Ами се случва, луѓе имат потреба нека. Треба да тури бензин да оди некаде. Не дај Боже судрил некој паднал или болест или нешто што дае. Па макар и за шетање, ние пример некни. Сакавме до Охрид дојме малце, го прошетаме малио на езеро мал. Сам имав јас некоја обавеза за бркање, таман успат да прошетам. Оиш на една популарна битолска бензинска, тргната лента. Ја мајка. Оиш на другата ти вели дизел. Немаме дизел. Осаш бензин да ти турам. И тоа треба смешно да биде. Сам јас знам дека не е до тие што работат таму. Луѓето си се на работа еден и како што му е речено така ќе вела. Се јас договорен таму морам да одам. Ако немав доволно бензин во колата, не ќе можев да завршам работа. Ами ако беше нешто не дај Боже работата, ќе имаше тогаш бензин. И ајде не се си викам, ќе стигне овој за одење и за враќање, можна резерва ќе извозам, ама ќе стигне. Тргнавме успа тресен, чекај бе реков тука ќе застанам, ќе прашам, излегов од колата, му викам дечки, дизел има кај вас или вие пресушивте ко битол? Има бе бате ми вели за тебе зилјадарче ќе направим. Оти бе реков само зилјадарче, не го чувате за посебни луѓе. Што да прам ми вели брат, така ми е речен. И во право е што ги му пре. Не се тие криви. Криви се овие што ги диктират работите. Што си играат со нафтата цело време. Од една страна цело време се кажва има нафта, нафта, ние нафта, знаеш колку имаме? Тоа што пошто ја пиеме ние нафтата, зато така се троши, та иначе не дека нешто за пари се прави. Од друга страна одиш зилјадарче ти тура. Не ќам зилјадарче ми тура. Ако треба по новата цена на платимија, сакам да си турам бензин колку што сакам јас. Не можело така. Отиве фискалната да не куцна. Сам добро има бензински што се модерни, кај што системот му е поврзан. Ами овие постарите бензински кај што пумпите се од наде до ное времето и кај што ден денес се наплаќа на рака, што фискалната ќе ти издај. Сам глупо е скроз. Зе ги речи некој бе знаеш како народо ако турат сите така што ќе правиме. Оре народо не тура за џаве поевтин. Народо пробва преживи. Тебе може не ти менват 300 или 700 или колку и да е разликата на цел резерват.
резервар, што ќе отрошиш времиња. Ама има луѓе на кои ептен му значат тие 300 или 700 ако се на дизел. Има луѓе што возат, што патуват Битола, Скопје или кај да, што ќе потроши резерварот денес. Значи денес живеачката му е 700 денари поскапа. И што му е поскапа не ни може да тури доволно за стигни до Скопје. Треба да чека ред на една пумпа, па да чека ред на пола пат на друга пумпа. Што муабете тој? Јас знам дека му зборам на луѓе што никогаш не морале за ништо да чекат ред нигде. Му се отварат семафори, му се отварат рампи, врати му се отварат, се му се отвара. Ама пак ќе речам баш заради тоа, не значи дека треба си живувате со народот. Напротив, треба бидите пример. Оти покрај тоа што сте едни од водечките машинери за пари праење, сте и еден од причинителите за растењето или опаѓањето на цени. Растењето се случва автоматски со растењето на бензин. Опаѓањето после тоа, знаеш како? Кој те праша? И тоа го имаме видено во историјата и затоа се плаши народ. Оти пред некоја година ко рипнеа цените, како рипна нафтата, така рипна јадењето, рипна струјата, рипна све. Како е нафтата со струјата врзано, не знам, со камиони може ја носат, ама добро. И пример, ако беше лебо 20 денари, стана лебо 35 денари. Нафтата се врати на 75 пак, ево си остана 35 бате, ти шо чекај се мал. Таман рипна цената са да спуштат луѓето. Седи ти се молам. Иде само лебо, сите производи. И кај да исто да ги се случи пак. И уште поако на дено кога ние ја качивме цената на нафтата, цената таму во светот веќе падна. Значи се стабилизираат работите. Сега боже мој, никој не може да знае со овие војните, ако продолжи работата може пак ќе рипне. Ма цената таму почна паѓа, ние тука сега ќе креваме ценивате. Како ви сакате во Европа да одите, стандард европски треба да се има, море. Седиш озборе. То нема врска со пари, праење со бизниси. Благе везе нема. Се работи за стандард европски. Најјакиот контрааргумент што ќе го слушниш во овој период е: да, ама кај нас најефтина е нафтата. Знаеш колку е нафтата Германија? Грција ваму таму знаеш колку е? Добро, вистина најефтина е кај нас. Се уште да ми објасни некој зошто кај нас најчесто колите имат проблем со моторите заради нафтата, пошто сигурен сум дека не е заради разредвање, пошто има комисии за тоа, ме сваќаш, што стриктно се води сметка. Исто така кога веќе ја спомнуваме Германија, ако може некој да ми објасни каква е цената според нивниот стандард на живење и според нивната плата, да ми направи некоја процентуална пресметка, па ќе правиме муабет после. Пошто мојата груба математика вака некако изгледа. Кај нас моментално да наполниш резервар дизел е околу 100 евра. Во Германија е околу 150, а минималецот кај нас е 400 евра, кај нив е од 1500 до 2000. Значи тие во месецот земат колку ние што земаме за 3-4 месеци 5, зависи кој како, а плаќат само 50 евра плюс на цел резервар. И тоа што викаш кај нив поскапа или поевтина е нафта. Мислам пример вели. Како и да е врти сучи, па на крајот испадни дека веројатно и пиеме нафта. Чим кој стигна овие 35 години не измафта со какви било муавети. Очигледно и нафта пиеме, и магарето лета, и сувата крпа на дното од морето. Ама битно све топол народ. И битно времето затоплеве, се слековме на кусирака. Сега овие комарците ќе изват брчалата, ќе почнат рнг да прат. На велико се закажват одмори, и живот иде дале, живот брзо пролази. И толку и од мене за денес. За да не си правите трошоци со нафти, со бензин, сејте си дома, пуштете си вистинска телевизија и уживајте во живот. Поздрав, имајте убав ден.